ние тогаш ја правевме. За преговарачката рамка францускиот предлог беше важен. Меѓутоа, ај сега кога збориме веќе за тоа. Значи, многу е важно да ние овде сватиме дека барањата на Бугарија во тој период кога го ставија првото вето беа екстремни барања со кои никој во Македонија не се согласи. Значи, нели, тогаш се почнуваат темите за идентитетот, за јазикот, за заедничката историја, споделена историја, како сакате земете го. Факт е дека во последните 2-3 години Бугарија тоа веќе не го збори. И дека после францускиот предлог, после усвојувањето на преговарачката рамка, остана тој услов за бугарите во уставот. И сега, само ќе завршам сега со еден пасус. Еве, ја вечерва на оваа емисија сакам предлог да дадам, како ја го замислувам сето тоа. Иако сум зборел на оваа тема повеќе пати во повеќе емисии тука. Значи, ние немаме никаков проблем за бугарите да влезат во нашиот устав. Нашиот устав е таков како што е скроен после рамковниот договор дома што си го потпишавме 2001 година. Да не навлегуваме, да не ја шириме многу на таа тема, меѓутоа ние имаме 6-7 заедници етнички, како сакате, нели, имаме ставено во уставот, меѓу кои власи, роми, срби, турци. И дали е одржлив воопшто ваков устав? Тоа е друго прашање. Ние ако имаме устав, како во некои други држави што има устав, тука е Тони правник, ќе ме поправи, претпоставам некаде ќе сгрешам. Значи, ако имаме граѓански устав или како што некој се заговараше, Македонија е земја на македонските граѓани, а јазиците се официјален е македонскиот и службен е и албанскиот. Имаше и такви идеи, нели, да се промени. Значи, ако имаме таков, ние немаме потреба да ставиме никој во уставот. Тогаш ги вадиме и овие што се менува, што е тоа, преамбулата веројатно ќе се сменува. Сега, предлогот. Ние кога и да влеземе во Европска унија, порано или покасно, со оглед на тоа дека имаме устав каков што имаме, со оглед на тоа дека и хрватите ние сме како држава заинтересирани да ги ставиме во устав. Во моментот има едно и евреите може да ставиме. Па има барање. Да, па и треба да ги ставиме. Има барање и за евреите и хрватите. Имаат они барање, дури хрватите мислам дека прават и политичка партија во моментот. Добро, не знам сега каква е праксата во светот, дали имаат по 100 наредени таму. Во Хрватска, знаете ли дека во хрватскиот устав има македонци? Во уставот има македонци. Значи, сам завршувам. Предлогот е, ајде да ги ставиме бугарите во уставот, да го отвориме уставот, да ги бугарите, хрватите и уште некои кои се, да се потполни уставот и затоа на почетокот на емисијата реков седнување на маса помеѓу сите политички субјекти, заради тоа што тоа нас не боли. Ние еден ден тоа ќе го направиме. Дали сега, дали на крајот на процесот на пристапување кон Европска унија, зашто се залага оваа влада, нели, тој беше предлогот, еден ден ние тоа ќе го направиме. И оно што е важно, клучно и завршувам, е ако потоа, врз основа на тој состанок за затворени врати на сите политички субјекти во Македонија, важни и релевантни, се договорат до каде можеме да одиме ние со отстапки, тоа нормално тивко треба да биде, се знае тоа запишано, ама тивко. Значи, тоа не се галами. Значи, после тоа, дали има отстапки или нема отстапки, тоа е веќе став што ќе го заземе државата. Може да нема отстапки. Викаме бугарите во уставот, ама тоа подразбира дека ние со тој, пошто тоа е услов за втората меѓувладина конференција и тргање со отварање на кластери, ајде да го направиме тоа па да видиме. Јас пак ќе кажам, од бугарска страна, ја не мислам дека е така лесно да се отвараат идентитетски прашања во преговарачкиот процес на отворено поле на цела Европска унија да ве гледа. Добро, не знам, европратениците денеска се бунтуваат токму заради тоа. Ајде, господин Киновски. Значи, зборуваме за два различни методи, мултилатерален метод и метод на билатерално, значи договарање. Значи, билатералниот метод или двајца, за љубов е потребно двајца, за кавга и за договор се потребни двајца. Методологијата, значи, на билатерала, значи, лично ова е мој став, а сметам дека и многу македонски граѓани го држат, значи, би се согласил со вас. Но, постои една работа која е многу важна. Како Вили Брандт, кој отиде и се поклони, значи, и се извини на евреите,
така треба да дојде Симеон Радев во Баташа и да ни се извини на нас Румен Радев, македонците. мислите? Да, се извинувам, Симеон Радев беше нивниот преродбеник. Значи, тоа како билатерално прашање. Значи, тоа прашање многу тешко, значи ќе се реши меѓу нас и Бугарија. Во делот, значи, на таа историска, значи, на тој историски антагонизам кој го имаме, освен, значи, ви кажав, ако дојде Румен Радев во Ваташа и се извини и каже се извинувам, значи, за она што го сторил бугарскиот фашистички окупатор во Македонија. Поентата ми е, многу центри на мој ке гледаат дека ова прашање не може да се реши. Значи, едноставно, сега во овој момент. И гледаат дека ова прашање е храна на одредени кругови за да обстојат, значи криминално-политички кругови на власт. И го користат како дневно-политички и во Македонија и во Бугарија. Тоа е коректно да се каже. И во Македонија оваа тема се користи за да не се отиде во Европска унија. Значи се смени ова, затоа ви кажувам, значи ќе биде мултилатерално. Значи Европска унија и ова што се случува и КОС, никој не ги прашува, тие се бирократи. Автоиндустријата во моментов, вие сте економист, имате 40.000 отпуштања, Volkswagen, Stellantis, значи еден куп 40.000 луѓе одат на улица во Европска унија. Европска унија има потреба од работна сила, има потреба од пазари. Господин Македонски, одат нашите во Европска унија на работа. Поентата ми е друго. Со бугарски пасош одат само. Да. И хрватски, и хрватски. Не одат со македонски пасош, што е проблемот? Не. Само да ви докажам, значи. Но не значи дека треба да се продадеме. Значи се имат црвени линии. Значи многу е битно како ќе го решиме нашиот проблем кој го имаме навистина. Сите сакаме да влеземе во Европска унија, нема некој што не сака. Не постои таков човек во Македонија, секој сака да има бенефиции, не сакаме да стоиме по граници онаму, но многу е битно како ќе влеземе. Бидејќи оваа држава е формирана на темелите на основа. Ама ни од тоа како нема во моментов ни повидок. Поентата е и тие, значи, надвор од Македонија имаат видено дека ниту во Македонија, ниту во Бугарија постои капацитет, значи, кој ќе се заложи, значи, нешто да направи во смисла на влегувањето, значи, на Европска унија. Затоа, јас кажувам, значи, на брза лента ќе влеземе таму. И требаме на автоиндустријата. Автоиндустријата е пред колапс во Европска унија. Знаете што? Го знаете тоа многу добро. Известуваме за тоа секојдневно. Одбирам за овие прашања, цело време одбирам со ладна глава за спорот. Да зборуваме и со повеќе прагма. Пристапувам со прагма. Знаете што? Во Македонија за време Втората светска војна има многу злосторства, не е само Ватоша. Како што, например, Србија веројатно нема да пара пред влез, ако некад влезе Србија во Европска унија, од Германија да и се извини за 7000 крагуевчени што ги стрела у еден ден. Крвава бајка. Не знам. Значи, може да го побара. Не, Србија може и да побара извинување од Германија, мислам. И треба. Да. И треба. Како Вили Бранд можеше да се поклони на евреите, може да се поклони на србите. Не, едно извинување, друго е кога ќе дојде време. Отиде Вучич во Сребреница да се поклони, па едва жива глава извади од таму. Значи, во тоа. Прашањето е на време. Ние имаме, затоа многу пати не зборувам за емоцијата. Емотивни прашања има многу. Ја имам пријатели од фамилијата на едно од загинатите од Ватоша, кукни пријатели. Значи, и ние многу пати зборуваме на таа тема. Значи, како да ви кажам, тоа е... Знаете ли зашто се стрелани? Ева че ми имате. Па тие се комунисти биле и така се стрелани сега. Да не ја ширам многу сега на темата. Во чест на роденденот на Симеон Саксо-Будгорцки, оној што беше премиер. Да. Значи како дете. Значи во него на ден кога е роден, истиот ден се стрелани тие дечиња. Значи работата е дека ние со Бугарија немам ништо против. Јас имам многу пријатели во Бугарија. Да. Значи немам ништо против. Ние сме соседи кои треба да живееме 100 години. Видете, Европската унија е составена на взаемно почитување. Не значи колку сте голем, значи едноставно почитување. Тие не почитуваат нас, тоа е главниот проблем. Тоа го имаме во одлуки на Европскиот суд за човекови права. Сега веќе имаат 180 дена кои им течат каде треба пред Обединените нации да кажат зошто и како имаат начин не ги регистрирале. Значи имаме сериозна. Разбирам максимум. Тоа е поентата. Македонската дипломатија години преспа. Значи
Треба ли нешто да направи? Па треба акција, значи требаше Например, до сега Треба да тргнеме према Европска унија, ние да седнеме на маса да преговараме. Тоа е мојата поента. ама колку број нашата... Ќе застанеме ние, Тони. Да, ама колку имаме ние луѓе во дипломатско-конзуларните представништва во Европска унија? Знаете ли колку има дипломати во Брисел? Значи, Грција, еве, да резервиме Грција. Грција има 600 дипломати, 300 се за Европска унија, 300 се за НАТО. Значи, ние таму имаме некој канцеларивче, да не е канцеларивче. Значи, зборуваме Тоа кажува за нашата волја. Колку сакаме ние да политичка волја. Значи, имате деца, значи кои јас лично ги познавам, кои се перфектно имаат се образовани страшно, тие деца треба да работат во Министерството за дипломатија. Беше споменато нешто друго во емисијава, значи потполно се согласувам. Јас сакам во овој контекст само да го прашам господинот Менкиновски, очекувате наскоро да го разгледува комитетот на Советот на Европа, комитетот на министри? Апсолутно, како не. Тоа со вашата забрана, да. Не само не забраната, значи и многу други процеси ќе се случуваат таму. Бугарија е, како викаат битолчани, кабает во моментов. И Бугарија треба да се... Правото на здружување е суштинско, значи не дозвола македонците да се здружат во Бугарија. И милион филозофии, милион дебати. Во цивилизираниот свет, значи, можете да забраните право на здружување само ако сте терорист. Таква организација, мислам дека се црвените кмери кои се и тие веќе ги нема на земјината топка. Значи поентата е дека Бугарија има многу што да се оправдува пред меѓународните институции. Меѓународното право е суштината кај што ние треба да искористиме. Јас зборав за подигањето на обвиненијата кон Израел и кон Америка. Америка што направи, знаете? Му ги блокираше сметките на судиите и обвинителите во судот во Хаг. Значи, Гион, тој судија, французин, не можеше да оди на работа. Зашто виза и мастер се во Америка. Зашто го направи тоа? За случајот со... Значи, подигна обвинение против... Со Палестина. Да. И што му кажа американците? Го искористија меѓународното право и му кажа, видете, вие, значи, треба и мора првин суверенитетот наш во националните судови да ги поминеме овие работи, па после и не сме подписници ние на Римската конвенција. Значи ултра вирес, надвор од вашите овластувања, вие подигате обвинение против Израел и против Америка. Ние имаме сосема... Значи имале ексклузивно право да не го подпишат? Ама работат. Например, за Русија, зборуваме овдека за Русија. Глупости, Русија ги добива сите случаи во Европа. Значи, и тоа никој не сака да го каже. На кои случаи конкретно сега мислите? Значи сите санкции на замрзнатиот имот. Значи Европска унија губи во многу работи, ама ние овдека не го кажуваме. Ама ова е многу битно да го знае Македонска. Па апсолутно. Политиката беше да ги замрзнат нивните средства и да ги дадат на Украина. Русија се формира свој тим и во секоја држава има поведено времени мерки, значи имотот е замрзнат, има забрана за користење и задавање на Украина и дополнително сега во секоја една земја, значи водат и арбитражи, значи тоа никој не го кажува, значи водат арбитражи русите, значи што е за поздравување, ги искористиле механизмот на меѓународното право, каде што бараат и оштета одредени држави за ваквите мерки. Европа ќе треба утре да даде репарации, бидејќи не е дозволено вие вака да се однесувате во ваков случај. Дури и плюс има од значи истите контрамерки Русија ги има направено на имотот кој е од одредени држави кои ги имаат прогласено за непријателски држави. Ова кажувате дека ние треба да... ние треба да го искористиме меѓународното право. Имаме 27 Ние сме разочарани од меѓународното право, бидејќи не се почитуваше во нашиот случај. Ама вака сега. Значи ние имаме 27 факултети. 27 правни факултети. На тие има 27 катедри по меѓународно право. Тоа се 27, предпоставувам, професори. Не е најверојатно еден професор. Треба да ги собереме, значи искусни дипломати и да разговараме на оваа тема и да ни дадат решение. Решение има. Значи не е дека нема. Значи ние само сега имаме акција е потребна со еден збор. Значи Македонија мора да направи акција и во дипломатијата. Значи и секаде каде, за да ако сакаме да имаме подобра позиција, ние можеби сме мали, но не значи дека не можеме да ги користиме привилегиите на меѓународното право. Добро.
Бидејќи сме при крајот на емисијата, јас би сакала малку и околу ситуацијата со Блискиот Исток и како тоа ќе се рефлектира на регионот. Што се вашите очекувања, еве, Зиков, со вас? Бидејќи тоа влијае и на енергенците и воопшто на сега го тоа е економските текови. тема број 1 и политички и економска. Ова што се случува периодов, видите, целата таа ситуација околу Иран, Ормудскиот теснец и така натаму, јас пред некоја емисија овде малку го анализирав тоа. Значи, стара руска поговорка, ќе се цитирам сами од себе, сега што кажав, е како вели, кога нешто не знаете во политиката што се случува, вика тогаш сигурно се работи за пари. Значи, Парите ја движат и политиката сега. Значи, ако ги анализираме овие работи, овие флуктуации на цената на нафтата, падни стани, значи, на тоа дебело заработил некој. Сега јас, еве, нема да шириме тука. Апсолутно сте во право тука. Значи, Па и војните се за пари, ако не се лажам сега. Дека нешто Иран спектакуларно е оштетен од нападите, не го гледаме тоа. Значи, гледаме, да, имаше тоа вреди да се спомене, ако е тоа точно. Училиштето со девојчињата, со дечињата таму, тоа беше првиот ден, вториот ден. Меѓутоа, нешто после тоа немаме. Имаме игра на зборови, игра на најави, добар пиар цело време, пиар кој е во функција на праење пари, значи, и тоа се случува. И Трамп ги смирува помалку берзите, неколку дена прекин, па има преговори. Меѓутоа, тоа е прилично неодговорна политика, ќе кажам, од аспект на тоа дека, ајде сега да ги видиме губетниците од таа политика. Флуктуација на цени, Европа е прва на удар. Значи, ако некој најмногу изгуби од сите овие... Како и секогаш. Америка и Русија се караат, Европа... Па добри, Каја Калас, нели неодамна имаш изјава дека Америка сака да ја подели Европа, Европската унија. Во Европа, и господин Менкиновски го рече тоа, автомобилската индустрија е падната, Кина е влезена со, гледате, агресивен влез на кинески возила веќе имате, дури и во Македонија по улиците ги гледаме. Значи, суровините во Европа се пораснати, енергенците се пораснати, малку дојдоа сега си влегува во уста европјаните, затоа што можеби прерано отидоа со алтернативни извори на енергија, особено Германија, па сега ги угасија нуклеарките. Конвенцијата од Киото се не важи. И сега ќе мора да се враќаат назад и така натаму. Меѓутоа, она што забележувам кај Европа е високо ниво на хомогенизација во последно време. Значи, успеа да направат една конзистентна политика како одговор на политиката на Соединетите Американски држави. Има неколку ладни од страна на Мерц кои му се вратени на Трамп од типот ако си решил да си одиш од НАТО, па оди си, значи во тој контекст. И недавањето на просторот нели за така да проценувам дека оние кои беа со омаловажување гледа пред неколку месеци, пред година дена на идината на Европа, дека Европа ќе се распадне или оние дежурни скептици, мислам дека ќе обединат сега, да. Ја мислам дека Европа сега ќе се обедини. Така да. Значи како што велиме дека после нападот на Русија врз Украина, ако нешто добро направи Путин за Украина е направи украински народ ако не постоел. Сега постои. Еве, сега постои народ, култура, држава, у кои граници ќе видиме, меѓутоа постои. Така и со Европа. На целиот овој проблем од 10 години од короната, од пред короната наваму, значи Европа е континуирано во... Само ние во Македонија нема да се обединиме никако. Од тој ирански проблем кој доби? Добија кинезите, добија пазари и многу доби Русија. Русија, по некои анализи, парите што ги има потрошено, еден добар дел од парите што ги потроши во украинската војна, во оваа криза сега со Иран, ги врати преку цената на нафтата. Значи, сакам да речам дека веќе имате светот влезе во мултиполарни меѓународни односи. Се раѓа некој нов светски поредок. Трамп е овде многу заслужен за валоризацијата на Русија на меѓународната сцена периодов, значи очигледно ја дига, отвори пат за мое чудење, отвори пат многу лесно, зборам економски пат, не мислам на војни интервенции во Кина, меѓутоа и отвори пат и на Кина. На еден начин преку извозните работи. Преска пред емисија зборувавме. Малку читаме и знаеме, например, дека Кина е влезена во Африка дебело. Да. Значи, и тоа последните 5 години агресивно.
И тоа некако зад завесата поминува. Ние или не ќе да го видиме или не го гледаме. И повеќе држави во Африка излегува од колонијално робство. Така да иранската војна мене како војна, ако можеме и уопште така да ја наречеме, не ме загрижува, заради тоа што прво мислам дека кратко ќе трае. Првиот ден го кажав тоа дека таа кратко ќе трае, релативно нема да биде тоа како украинската војна. Меѓутоа во меѓувреме некој дебело прај заработува, значи на неа. Вие, господин Макиновски, што мислите? Во врска со Европа, Европа се обединува од Вестфалскиот мировен договор. Значи, но тоа не е ни важно. Значи, важно е ние како ќе одговориме како македонци. Значи, имаме стратешки многу добра позиција во центарот на Балканот. Нашите оние што ги нарекува недостатоци, да ги претвориме во предности. Тоа е најважниот момент. Нашиот народ е многу паметен, умен и вреден. И мислам дека заслужува среќа. Значи, заслужува среќа, не заслужува да биде малтретиран, тој е малтретиран години со политичка така наречена елита која едноставно гледа да дојде, значи да земе и да си замине. Значи, воопшто не ги интересира, да вети на това. Многу е важно, она што го почнавме на почетокот, авторитети да влезат во политиката. Значи, да е агората или арената како собранието да биде динамична, да не стоиме. Никој не гледа парламент кај нас. Значи, мојот татко е пензионер, тој воопшто, значи третиот канал него ни гледа. Како последица на ова што нема што да гледа. Нема идеја, нема движење. И празна сала. Како последица на ова што господин Менкиновски го кажува, а визави темата за Иран. Еве, например, завршувам. Да ја земеме изјавата на премиерот денеска за можна инфлација, очекува и тој дека ќе има инфлација на 5%. Тоа е последица на овие флуктуации на цените, на огромниот скок на цената на нафтата и фактички во Европа инфлацијата дојдена е сега. Клучот, ова што Тони го кажува сега. Добро, има ние 35 години во суштина живееме во инфлација. Кај нас преку политиките на... А зашто не кажеш народски во сиромаштија? Не, тоа е сиромаштијата е последица на нашата неактивност, на нашата заспаност 35 години. Ние имаме структурна инфлација. Кои се економисти кои го гледат емисијата знаат што зборам. Значи, структурна инфлација подразбира што? Не можете вие да се буните на пазарите колку ви се скапи пиперките, патлижаните, тоест доматите, моркови и така натаму, основните прехранбени производи, а Македонија да ја гледате празна, ништо насадено на неа. Па ние јадеме албански домати во Македонија. Затоа имаме инфлација. Па заради тоа што ниедна политика направена, овде морам да ги споменам и двете партии, и ВМРО, ДПМН и СДСМ, субвенциите, кај се насочени субвенциите? Во што? Кој ги зема тие субвенции? Кај одат тие? Кај одат ИПАР програмите? Имаме ли критички однос врз сето тоа? Добро, може па тоа не е ни доволно да се... Знаете што, Бети? Македонија увезува 1,2 милиарди евра храна. Знам дека увезува и знаете граѓаните кога купуваат им кажуваат од кај им се патлиџани. Ако тоа извадиме 200 милиони евра јужно овоше и друго што не се произведува во Македонија, 1 милиарда евра ние срамота е, срам треба да ни е, да не ги произведеме во Македонија. И околу оваа тема истата, вие господин Менкиновски, што очекувате на економски план апропо овие случувања во светот? Видете, Македонија е на крстопат и мислам секоја една таква голема криза нема толку многу да ја погоди, во смисла ќе има инфлација, сметам дека нема доволно пари, значи сметам дека имаат проблем компаниите и така натака. Значи потребно е да има мерит систем. Ние имаме слободни економски зони, значи овдека во Македонија. Значи не може тие слободни економски зони да имаат повластен подобар статут него оние македонски компании. Ние треба да се свртиме кон нашите компании. Тоа го имаат направено италијаните, значи тие значи тоа е четвртата република во Италија, значи така е концепирана. Да, тоа е поентата. Значи ние треба да ја направиме, можеби не за година-две, но време е дојдено да се направи петта република во Македонија. Свртена према бизнис, свртена према развој, раст, предприемачи, финансиско образование кај младите луѓе. Луѓето треба да знаат. Ја овде сум го споменал неколку пати, поразителен е бројот на луѓе кои тргуваат со акции во Македонија. 5000 луѓе тргуваат со акции во Македонија.
како име и презиме, физички луѓе. Добро. Значи, тоа е Треба малку едукација за да се прави. Ама едукација, ама тоа све иде од политиките на државата. Еве, сосема за крај И од системот учи сине да најдеш работа, немој се приватно да работиш. Какви шашмини прават со законот за високо образование, со ова завршувам. А никој не збори, на пример, дека се уште постои тој проект што на времето сум го пофалил, дека е добар во времето на Никола Груевски кога го носеше, дека за македонските граѓани се обезбедени врвни универзитети надвор од државата. Така, да одат да студираат таму со пари од државата, стипендии од државата. Па внатре има услови. И сега, носите ваму високо образование, а не кажувате епилогот од тоа што вие. А пазете, тој закон е се уште жив. Се уште одат надвор, студираат. Ова можеби треба да се продебатира. Посебна емисија треба да се направи за тоа. Емисија. Ви благодарам многу, времето за вечерашната емисија истече. Тони Менкиновски и Лјупчо Зиковиќ во Самовистина, почитувани, останете со Канал 5. Пријатно.